Сегодня Знамя Победы – символ мужества и преемственности славных боевых традиций тех. Со голема воена парада во Москва, Русија одбележа 80 години од победата над фашизмот. На црвениот плоштад минаа над 10.000 војници, 200 тенкови и друга воена опрема. Председателот на Русија Владимир Путин порача дека вистината и правдата биле на нивна страна. Правда и справедливост. Вистината и правдата се на наша страна. Целата земја, општеството, луѓето ги поддржуваат учесниците во специјалната воена операција. Горди сме на нивната храброст и решителност, на цврстината што од секогаш ни носела само победа. На парадата присуствуваа кенискиот председател Си Џинпинг, председателот на Бразил Луис Инасио Лупа ди Силва, како и други лидери од светот. Од Европа во Москва отпатуваа само српскиот председател Александар Вучик и словачкиот премиер Роберт Фицо. Заради самиот настан, преземени се и засилени мерки за безбедност над Русија, поради можност од напади од Украина, додека Москва ја одбележува победата над нацистичка Германија во Втората светска војна, Украина повикува на 30-дневен прекин на војната. Украина готова до повного припинење во огњу. Украина е подготвена за целосен прекин на огнот токму сега, уште од овој момент, за 30 дена молк, за да нема ракетни напади, да нема беспилотни летала и да нема стотици напади на фронтот. Ни требаат русите соодветно да одговорат на ова, да го поддржат прекинот на огнот. Тие мора да ја докажат својата подготвеност да ја завршат војната. Во Европската Унија пак 9 мај се одбележува како Ден на Европа. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен порача дека дури во време на глобална несигурност Европа останува сидро на стабилноста во еден свет што се менува. Ние сме уникатна демократија на 27 земји и 450 милиони. Имаме солидна и динамична економија, но исто така и чист воздух, чисти училишта и слобода на говорот. Живееме подолг и поздрав живот, од кое било друго место во светот и сме толку атрактивни, што 12 земји се на листата на чекање, за да се приклучат на нашата Унија. Па затоа, да живее Европа и среќен ден на Европа. На 9 мај 1945 капитулираше Германија откако сојузничките сили влегоа во Берлин, па од тогаш се прославува како Ден на победата над фашизмот. Во 1955 година, на истиот ден, беше донесена Шумановата декларација, документот што ги постави темелите на она што подоцна ќе прерасне во Европска Унија, па затоа и се прославува како Ден на Европа.